Добро вечер, почитувани. Една година, еден ТВ. На овој ден, 29 март, минатата 2018 година, почна да зрачи во етерот еден телевизија. Секоја годишнина, особено првата, е повод да се подвлече линија и да се анализира што направивме, што успеавме во периодот од таа една година, каде одиме, што планираме натаму. Токму затоа, во овој дел од отворениот појас, иако цел ден ние славиме овде, нели, среќен роден ден еден ТВ, тоа е нашето мото, мои први гости се моите колеги кои се од првиот ден на оваа телевизија, Анета Кочишки, програмски директор на еден ТВ, и Јацок Абрамов, главен уредник на еден телевизија. Добро вечер. Добро вечер. Среќен роден ден. Така, еве јавно. И тебе среќен роден ден. Да. Мене на 1 април. Така, да си честитаме вака јавно и едни на други, една година од постоењето и баш како што кажа, славиме цел ден, па еве да заокружиме и вечерта. Јадевме торта преска. Вака сега. Некој ќе рече за една година, нели, многу помпа дигате, но во една држава како Македонија, која според број на жители на вистин има премногу телевизии, не е лесно да стартуваш со еден нов телевизиски проект, Анета. Кои беа плановите? Јас подоцна дојдов, нели? Така. Кои беа плановите, визијата и колку од тоа се оствари, а што остана за понатаму? Така. Па добро, јас мислам дека досега повеќе пати сме зборувале за тоа кои беа првите планови, како на крајот се случи телевизија. Сопственикот Бојан Јовановски беше со идеја да се направи интернет телевизија со неколку часови програма во живо, која што гледачите ќе може да гледаат пред се преку, односно на интернет, но како течеше времето и како одеа подготовките и како почна да се создава сериозен тим. Тука да, јас и Јацо сме буквално од првиот ден. Буквално кажано во се засилија и апетитите и потребата дека ова станува толку сериозно благодарение на екипата, благодарение на екипата. Затоа што навистина во тој прв период кога некому ќе кажеше интернет телевизија, малку и не им беше јасно на луѓето, па како тоа, па во кој период, па што ќе се случува на таа платформа и така натаму, и буквално се уморивме од објаснување и реков најде ова да го претвориме во нешто посериозно. Плановите, односно очекувањата во оваа прва година, како што самата кажа, после една година може да се подвлече некаква црта, линија и така натаму за тоа што сме направиле. Искрено сме повеќе и задоволни од тоа што беа наши очекувања. Планови имаме многу, ќе зборуваме сега за тоа, секако, секако дека остана и работи кои што ги посакувавме, не успеавме, времето не прегази, што би се рекло, но не сме тука за да траеме кратко, напротив, сето време е пред нас. Ке не биде уште многу. Но, например, кога една телевизија стартува и декларира дека нема намера да пушта турски серии, реалити шоуа, гранд паради, а тоа се најгледаните проекти за македонската публика, тоа звучи зачудувачки. Како, нели, да се етаблираш на тој пазар? Ама не само зачудувачки, тоа е и предизвик и јас и на целата екипа, Анета, јас, сопственикот Бојан и другите сите, тоа беше предизвикот да направиме урбана телевизија, да не тамам работа да правиме пак со Звезде Гранда, со Пинкови звездици, со турски серии, сапуници. Такви телевизии имаме, доволно е, има гледачи и за нив и нека има, но ние сакавме да се биде поинаков, да им понудиме нешто поинакво, нешто друго. И бевме убедени дека ќе успееме во тоа, односно ќе привлечеме внимание кај гледачите. Така. Да, решивме да се наметнеме со тоа што ќе работиме многу на тоа што е собствена продукција. Денеска кога ќе ги измериме саатите, колку ние имаме реално во текот на денот, неделата и месецот, вклучени камери и светла во студиото,
сме многу пред останатите. Токму сега, во период кога поднесуваме што се вели годишен извештај, па вагаме што е странска продукција, што е домашна, ние не можеме да направиме да бидеме 50-50, затоа што ова што е домашна, тоа што е наша програма е многу повеќе присутна на екранот отколку филмови, серии и така натаму. Така. Најтешко е на почеток да ги навлечеш гледачите да притиснат одредена бројка на одредена телевизија. И сите ние исто како гледачи сме го имале тој проблем да се навлечеш на програмата. Успеавме ли на тој план? Па добро, сега ние не можеме да се бориме со навиката на обичниот гледач наспроти куќи кои што постојат 10, 20 и повеќе години, кои што ги има во етерот, зборуваме токму за затоа реков, навиката веднаш да притиснеш одреден број. Да. Јас сметам, сите ние сметаме дека тоа што го направивме за една година, како што кажав, е над нашите очекувања. Фала Богу, постојат механизми со кои што се мери и гледаноста и за тоа колку сме присутни во домот, па можеме да видиме на што сме, а и она што се коментари кога утредента се зборува за нешто на работните места, на кафе пиење и така натаму, ни кажува за тоа и колку сме релевантни, колку сме гледани и така натаму. Така, нешто што најмногу разбранува Ацо беше проектот Инсайдер. Јас некои гледачи кои ќе ме сретнат, тие прашуваат, очекуваат едва и кога е следната епизода, но и најзлочестите, да речем, коментари. Лошковци, да. И тоа главно од колеги новинари. За жал. Беа упатени во врска со Инсайдер. И сега дај да расчистиме. Што бива со Инсайдер? Се повлековме, се исплашивме ли? Нити еден ТВ се повлече, нити се исплаши, нити имаше намера да рекетира, како што некои лошковци коментираа. Едноставно, ајде, ќе почнем од тоа, ќе бидам самокритичен и сите ние. Ние сами си ги видовме грешките не во содржината, во видеоизразот на првата емисија. Имавме објаснување за тоа, но тоа е само за нас, не е за гледачот, дека не газеше времето. Во последен момент добивме од втората страна, но после тоа лошо беше првото видео, првата емисија. Лошо беше несодржински, повторно ќе потенцирам, туку лошо беше видеоизразот, исказот. Дилемата беше дали да се одложи покрај цела најава што одеше за вечерта во недела или да се влезе во тој ризик, така да се отиде недоспастрено технички. Простор за одложување немавме, бидејќи и тоа е во друга страна несериозно, да. Агресивно го најавувавме, ќе беше несериозно од наша страна ако и вечерта го одложевме. И можеби свесно како камикази влеговме во тоа да го емитуваме. Сами уште вечерта сите ние разговаравме, бевме свесни каде треба да се интервенира, каде се грешките. После тоа го преработивме и на крајот на краиштата ние сите и јас не се лутиме на добронамерни критики. Мене ме иритира, ме разочара такви критики од лошковци, од ете што викате колеги и од тоа, но нека и тоа. После тоа ја преработивме емисијата, одеше и Инсайдер ке има. Да, конкретно по тоа прашање ќе има, нема. Значи, Инсайдер како прво и основно е проект кој што си бара време. Со првото изданието се покажа дека некогаш нештата кога ќе ги најавиш може на крај да не изгледаат така како што си замислил, па ти треба уште малку време да ги преработиш. Значи тоа е емисија која што си бара време и е далеку од
нашата првична намера дека ние тоа ќе го имаме секогаш на тој датум во месецот. Тоа се темите беа најавени. Колку што знам се работи втората. Емисии кои што се крчкаат, си се работат, така е. Ама не одиме сега однапред со најава додека не биде готово. Така е, така што душегрижниците кои што нели лаја по социјалните мрежи за тоа на што личи инсайдерот и каква судбина има, од оваа позиција можеме само да им кажеме дека инсайдерот почна да живее и допрва ќе ги има своите следни изданија. Ацо, се планираат ли некакви промени околу дневникот, централните вести, појаси бидејќи дека од што сум задоволен од првава година. Задоволен сум од миксот што го направивме со новинари со искуство, како што си ти, како што е Чомовски, како што е Ордановски, како што е Боријан, како што сум јас. Гордана Дувњак и помлади колеги, талентирани, со релативно малку години во новинарството, но талентирани, и тие се иднината на еден телевизија. И тој микс одлично функционира. Мислам дека во наредниот период уште подобро ќе функционира кога ќе легне тимот, кога ќе мислам дека постепено веќе се уигруваме сите. А сега што ме праша за дневникот. Дневникот, јас мислам дека... Извини, но проблем ке одредени телевизии беше што не се разликуваше што е вест, што е коментар. Па тоа не беа вести во толку, него коментари во толку. И сега ние правиме овде некаков спој, колку на тој план успеваме да разграничиме, затоа што едно се дебатните емисии, друго се информативните. Па јас се надевам дека тука успеваме, сега нели секој ден е различен уредник на дневникот, он си има свој израз. Свој печат. И свој печат на тоа. Мислам дека ги презентираме вестите, нешто што мене ми фали и што треба да го направиме, што треба да имаме наши истории, наши ексклузивни информации. Ние да креираме вести. Да. А не да следиме пресконференции само. И ми фали животот, не само политиката, туку животот, да имаме истории такви. Овие отворени појаси од 14 часот кога почнува и помладиве колеги доста животни теми третираат во тие појаси. Да. Но може да има и во дневникот. Добро е тоа да го има. Добро, една година е, мислам. Сигурно. Во втората... Анета, што се плановите натаму? Например, што забележувам, дека сабот и недела главно ни доминираат репризите од преку недела. Како целата енергија да е во работните денови. Така е. Што се плановите, вратно постапно се одинели? Ние сме се уште во позиција со оглед на тоа колку време постоиме, денес ни е роден ден, да се екипираме и доекипираме. Сакаме навистина тоа што го освојува прайм тајмот и ударниот термин во текот на денот во телевизиската програма да биде нешто наше, значи нешто што е во сопствена продукција. Тоа што ние го имаме како план за воиднина, особено разигрување и на викенд појасите и така натаму, смесо ние да ги вратиме талент шоуата на нашите екрани. Дали тоа ќе биде шоу со музички карактер или нешто сосема друго, нека остане сега за сега тајна. Веќе во неделите почнуваме со шоу во кое што доктор Митов, еден навистина лик кој што ги освојува луѓето со својот начин на зборување и начин на давање совети. Со него почнуваме многу скоро. Ќе вратиме нова продукција, нов лик и нов начин на работа која се во прашање кулинарските шоуа, кои исто така ја освојуваат публиката за време на викендот и секако носиме на екран филмови кои што се во рангот на блокбастери. Ја имаме во моментот и Сузана Турунџиева за време на викендите, која што во комуникација и со гледачите во живо и со гостите кои што се во студиото, си има своја верна публика, тоа се покажа како такво, но ние сме буквално во процес во кој што ниту вратата, ниту умот, ниту плановите ни се затворени,
напротив, потполно сме отворени и ние од ден во ден добиваме и нови идеи и влагаме во Но и оние кои имаат добри идеи, ако ги понудат, телевизијата е предпоставена. Така отворена, да, и тоа ни се случува и тоа ни е многу драго што да, навистина секојдневно и независни продукции и луѓе кои што сакаат да работат, доаѓаат на разговор со своји предлози, со своји идеи, некои од нив се навистина издржани и сериозни, не велиме не, туку напротив влагаме во некои работи кои што се ќе бидат навистина интересни за публиката. Оно што сакам да го нагласам, а е многу важно дека Еден ТВ и БМЈ Медија Груп ќе го одработи во име на својата прва година од постоењето, а тоа е практично откако влагаме веќе во втората година од постоењето, а тоа се 3 големи настани кои што едниот од нив, односно 2 од нив имавме веќе најавено во претходните прилики, Првиот кој што рековме дека ќе биде во заедно со нашиот роден ден, односно ќе биде роденденска прослава, беше мотивацијската вечер, на која што рековме дека за гледачите во салата Борис Трајковски ќе доделуваме и стани автомобили. Решивме во овој момент само да ги разделиме како настани, значи роденденот кој што ние ќе го славиме во понеделник практично на 1 април. Еден настан на мотивацијската вечер е настан кој што дополнително ќе го најавиме, откако сигурно ќе го утврдиме терминот. Вториот настан е настан кој што го најавивме пред неколку месеци, а тоа е модната конференција која што треба да се случи во организација на БМЈ Медија Груп и секако Еден ТВ за тоа, во кој што ќе конференција на која што очекуваме големи светски модни имиња и секако еден проект кој што допрва ќе го разработуваме, а тоа е ексклузив Fashion Night, посебен проект за кој што допрва ќе зборуваме и допрва ќе се зборува. А ќе ги анализираме следниот 29 март до година. Пушта него минутка, ако имаме АЦО, следат претседателски избори, каков е планот, каква е организацијата на дневната редакција на тој план? Па стандардно. Си поминал толку многу избори. Нема посебна некоја возбуда. Еден телевизија ќе се труди да го направи тоа според сите правила. Ресурси имаме и кадровски и технички. Ќе ги покриеме како што треба. Карактеристика на оваа телевизија беше онаа мобилност да се испраќа и да го покажавме дека може. Екипи надвор од Македонија. Да, бевме и кога беше Преспанскиот, кога се подпишуваше во грчкиот дел на Преспа. Да, јас тој ден ве гледав, не бев ангажирана во телевизијата, но кога се подпишуваше Преспанскиот дел, од кога станав, видов дека само Еден ТВ беше отворена толку рано да се следат тие настани од таму. Да, инсистираме на тоа, кога има такви настани, не само да сме на лице место, туку ето студиото да е отворено, многу гости, многу соговорници, за тоа се така. За да одиме на тие настани мора и сопствениците да инвестираат. Ако имаш сопственик кој што инвестира во тоа, ќе одиш инаку. Да, морам да признам дека Бојан Јовановски Либоки има голема разбирање и поддршка на тој план да се покриваат. И да бидеме реални дури повеќе од нас. И во идеите, и во Анета Јацо, ја ви благодарам за овој дел, а јас во 21 часот ќе бидам со другите колеги уредници, тоа се Гордана Дувњак, Сашо Чомовски, Сашо Ордановски и Боријан Јовановски. Јас пресметав тие четворици, ние тројца сите заедно имаме 236 години стаж во новинарството. Подобро е така, заеднички не ги кажува поединечно годините. Ама стаж рече не години. Стаж во новинарството, А јас си мислам одма на годините. Јас само сакам да нагласиме тоа, ќе го кажуваме во текот на целата вечер. Ама јас како програмски вака чувствувам потреба тоа го кажам. Прво дека поважната дебата имаме специјално роденденско издание на ексклузив, да останат со нас и секако да не следат во понеделник од 20:30 кога со директен пренос се вклучуваме од Македонската филхармонија каде што славиме роден ден со посебен концерт и мултимедијален еден урбан настан. Така е. Согласно на една својствен за една урбана телевизија. Ние се гледаме за
прилике 10 минути во Централниот дневник. Пријатно за сега.